Утре православните христијани го празнуваат Бадник, ден пред Христовото раѓање, односно Божик. За овој ден сите граѓани се подготвуваат на свој посебен начин, но заедничко за сите нив е постната богата трпеза. Се собира целото семејство, се дели колаче со паричка, се повикува Бог на вечера. Според стари традиции, се оставаат пари под масата со цел кога ќе дојде Бог истите да се намножат. Трапезата се остава поставена во текот на ноќта, за и тој да може да вечера. Традиционално за Бадник се подготвува и господја Невенка. За Бадник прво донесеме од црквата шумички. Идеме на црква, кој иде тај донесе од црквата. Друго, сукаме зелник. Зелник си направиме, ставиме си прасо натре. Правиме си колаче, ставиме паричка у него. Принесам си коштани, кој што сака, леплебрија, кој што може да јаде, кој што сака, кој што има, тиква печеме, сарма правиме постна, таа вечер се постно се прави, и зелнико постен, и сарма, гравареме. Ден пред Бадник, домаќинките подготвуваат колачиња, за да ги пречекат малите коледари кои од годините наназад одеа по домовите и пееа песни за Христовото раѓање. Па шо има? Миндали, ораси, јабучки, пари, кој колку може, шукат, нели, колку могучност има, даде им пари. Тоа е. За прв пат оваа година Бадник и Божик се празнуваат во време на пандемија. Препораките се да не одат дечињата по домови со песна за најава на Христовото раѓање. Исто така, нема да ги има и традиционалните бадникови огнови, кои се палеа од годините наназад и покрај тоа што православната црква не ги одобруваше. Но сепак, со мир во душата, верба и молитва, ќе се празнуваат и овогодинешните Божикни празници.